За неколку месеци ќе се вратат на работа сите 1000 рудари во рудниците Злетово и Тораница. Собственикот на бугарската компанија Минстрој Никола Валканов вчера на рестартирањето на рудникот Злетово во Пробиштип посочи дека се отпочнува со инвестициски циклус од 20 милиони евра и најави враќање на сите работници кои што останаа без работа по стечајот на овие рудници. Денес веќе имаме 300 работници по договор. В Сакам тоа да рамките го на няколко подлечам. месеца те ще станат 1000. Во текот на неколку месеци очекуваме веќе тие да бидат и 1000. И от може би ноември-декември тук ще бъде пълно с вагони и с руда. Веќе се надевам од ноември-декември тука ќе биде полно со руда. Рударите се задоволни од новите инвестиции како и од зголемените плати. Драган Димитриев, вработен во рудникот Злетово, изрази задоволство од брзото рестартирање на рудникот и ангажманот на владините институции. Донесена е нова механизација, вложено, репроматеријали, пумпа за испумпување на јамската вода, санација на окната за извоз на руда и на луѓе и санација на бункерите за руда. Зголемување на платите, пошто сега се зголемени солидни плати, најмалата плата е негде околу просечната нето лична плата на Република Македонија. Рударот Савчо Нанев го изрази задоволството од новите услови за работа како и за новата опрема. За сега те плати што поспешуваат новите договори се со поголеми придонеси. Со новите договори па има различни категории кој како така ќе биде и платата спрема тоа. 360, 320 евра. Да, евра. Дел од рударите се надеваат дека сега со новиот собственик ќе оди на подобро. Велат дека од почетокот се вложува во репроматеријали и сега се многу задоволни. Ние почнавме пред 1 месец и се надеваме дека ќе иде на подобро. Гледаме газата дека вложува репроматеријали. Мислам дека со тоа ќе има и производство. Задоволни сте сега за сега? Сега сме задоволни. Вчера председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски изјави дека како политичка гарнитура се насочени и сконцентрирани кон економијата, а рударството е еден од тие делови. Неколку дена почна да се отвара, да се гради нов, односно да се отвара нов рудник, кој што за една година ќе биде целосно во функција и ќе работи, ќе се експлоатира рудата, ќе има голем број на вработени. Веќе следната година почнува да се гради и Ловица рудникот. Дадени се концесии за уште многу, се вршат многу истражувања, така што ќе има уште многу места каде што ќе се отвараат рудници во Македонија и каде што ќе се отвараат нови работни места. Тој истакна дека кога станува збор за рудниците, покрај директните, многу се важни и индиректните вработувања. Потенцираше дека напорите кои тој ги започнал како премиер и подоцна продолжија и дадоа резултати во Пробиштип со рестартирање на рудникот.